Во 2016 година во однос на 2015 индексот на трошоците на живот и индексот на цените на мало бележат намалување од 0,2%. Според податоците на Државниот завод за статистика, трошоците на живот во последниот месец од 2016 година бележат намалување. Движењето на индексот на трошоците на живот во 2016 беше различно по одделни групи на потрошувачка. Намалување е забележено во групите храна и безалкохолни пијалоци и здравје, алкохолни пијалоци, тутун и наркотици и мебел. Според струмичани, трошоците за живот неизмерно растат, а платите остануваат речиси исти. Да ви кажем, не е само 2017, од 2014-15, така да стандардот е многу нисок. И едва ние пензионерите што сме, едва преживуваме да ги платиме давачките на државата, а должни сме. А другото во 2017 верувам ќе се подобра и ќе има беркет за сите граѓани на Македонија. А сметате ли дека просечна плата може да ги покрие основните трошоци? Не, плата се многу мали, ама тоа е тоа. Како за секој. Како ќе човек се как се, ама не. Не е многу скапо сега веќе. Да. А сметате ли дека платите се доволни за покривање на основните? Ништо не е доволно, ништо. Индексот на трошоците на живот во декември 2016 година во споредба со декември 2015 година забележа намалување од 0,2%, а индексот на цените на мало забележа пораст од 0,1%. Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на трошоците на живот во декември 2016 година во однос на претходниот месец забележа намалување од 0,1%. Намалувањето на индексот на трошоците на живот во декември 2016 година во споредба со претходниот месец е резултат на пониските индекси на овошјето, рибата и морските плодови, млекото, алкохолните пијалоци, зеленчукот, оризот и безалкохолните пијалоци. Пораст на индексите на трошоците на живот во декември 2016 во споредба со претходниот месец е забележан кај другите пекарски производи за 1,2% и шеќерот, джемот, медот, чоколадата. Исто така во декември 2016 година пораст на индексите на трошоците на живот е забележан и кај туристичките пакет аранжмани.